првите водители што има своја емисија беше тематска The Word, што ги обработуваше текстовите на песните. Мислев дека е многу полесно да водиш радио и да бидеш водител и репортер, ама сатив дека не е толку лесно. Алтернативен, кул, реален, вистински информатор, забавен медиум за млади. Или Ангеловски Гиле. Па емисија за едноставна за рок-н-рол музика, па Герила радио, бидејќи името ми дојде како еден вид на бунтовност, бидат побунтовни, да не бидат толку пасивни. Моето име е Динеш Шкренјерич, ака без медвитец, и јас сум водител на единствената емисија тука на Радио МОВ Хип-хоп Манија. Тоа е начин на изразување, слобода. Антонио Михајлов од Суботиден фронт, емисијата се вика Straight Out. Емисија која прва го слуши мразот за актуализирање и артикулирање на ЛГБТ тематики, квир тематики во радиопросторот во Македонија. Младите се покажа како едни од најголемите поддржувачи на ЛГБТ во Македонија. Секси Мало, која што веќе е една од постарите певачи во Радио МОВ, релаксирана, отворена и забавна. Јас сум Викторија Мичевска, подам Акустик Стрим. Мислам дека може секој да се пронајде, да се изрази својата идеја на свој начин. Радио МОВ е повеќе од МОВ, бидејќи обединува, здружува други младински организации. Инспирирал мали локални приказни слични на него. Го обединува граѓанскиот сектор и побунува една сериозна празнина во општество. Јас сум Маријан и ја водам радио емисија Поларис, емисија за научна фантастика, фантазија и хорор. И јас сум всушност неопходната дневна доза на радиослушатели кои што сакаат да слушаат нешто повеќе необично од секојдневно. Јас сум Дарко Андреевски и ме викаат Дапе и водиме емисијата заедно со Никса овде Временски патници. Метафизички нема баш суштина, туку имам ниту пак поента. Да. Ние сме единствената емисија што почнува секогаш на време. Во 17 часот, 18 знаеме и да откажеме и не знаеме зашо емисијата никогаш. Јас сум Александар Бадовски Цако, а мојата емисија е Јас сум Цако. Прозете на мојата емисија да видат дека сме исти, дека нема разлики. За мене Радио МОВ е селекија, тука моја дома, смиени фаци и секогаш ги сакам луѓето од Радио МОВ. Иван Мицковски, Fat Beats. Мирослав Малакјан, Fat Beats. Ова овде што го гледате е новинарскиот тим на Радио МОВ. Значи, ние сме петмина, оние кои што стојат зад се што е напишано на радиото. Па, Радио МОВ е вајда малце зеленило прилично сив медиумски простор. Сум Кристина Зимац, Сава, еден од ретките медиуми кој што ми дава целосна слобода. На Радио МОВ е место каде што младите може да се соединат. Многу кул и ја дојдов затоа што ми ветија дека ќе има можност за субверзивно делување. За едно толку мало студио, неверојатно е да видите колку луѓе влекуваат и излекуваат од таму. И неверојатно е да видите со колку енергија влекуваат и излекуваат тие луѓе. Радио МОВ беше првиот медиум кој што ги покри вистински протестите за Мартин Нешковски. Радио МОВ за мене значи слобода и креативност, планинска мисла. Место каде што можам да слушам добра музика. Јас сум систем координатор. Помош на Стиванка, многу помош. Нашата емисија се вика Психија, сум Анита и до анализа на секојдневни теми од областа на психологијата, личен раст и развој на младите луѓе и доста забавни теми, морам да кажам. Петрина Јанковска, Црвен крст Кјош. Хуманост, многу големо другарство, мотивација. Првиот асистент координатор мене стига Радио МОВ. Ми прашата Пулјанти и Николај ќе ми кажат многу мејлови на дневно ниво. На место на кое што многу субкултури не Скопје може да го најдат просторот на кој што ве може на слободно да се изразат. Јас сум Дисара Влахова, студентка на ПМФ по екологија.
Мојата емисија Ендемик е за екологијата, биодиверзитетот и закрузените видови. Мојата цел е да ја проширам пораката за тоа зашто ни е битно да ја зачуваме природата. Што е Скроблер? Емисија за нова музика, интересни фајци од Скопје. Здраво, јас сум Бојана и сум водител на емисијата Акустик Екстраваганза. Мојата емисија е за старите хипици и за новите хипстери. Слобода, забава, дружба. Пица! Пица! Аха, не може. За двајца. Добра прича, али... Јас сум Буле. Тоа.